Јас би сакал најостро да реагирам на начинот на кој што господинот Талат Џафери денеска и во последниот период ги води седниците и го управува собранието на Република Македонија. Прво сакам да ви кажам причините зашто е нервозата која што господинот Талат Џафери ја наметнува врз работата на собранието. Прво, очигледно е дека нити тој нити парламентарното мнозинство не биле свесни и не го виделе членот 8а од изборниот законник со кој што се ставаат во мирување сите вакви постапки. Имајќи ја напамет одговорноста спрема своите политички партии и спрема владата како иницијатори за разрешување на Марко Зврлевски, кој што во конкретниот случај е ирелевантен како тема, господинот Талат Џафери и парламентарното мнозинство свесно влегуваат во кршење на изборниот законник. А тоа обвинување го префрлаат на нас. Се заради тоа што не го виделе овој член од законот. Зашто сами се одговорни и си носат одговорност пред владата, пред своите партии и така натаму и пред граѓаните. Второ, што нас ни станува јасно е дека и господинот Талат Џафери и парламентарното мнозинство се обидуваат на секој возможен начин во собранието да се разговара за било што, освен за трите клучни политички теми во моментот. Трите клучни политички теми во моментот се: прво, неуставниот закон за јазици; второ, националната стратегија за населување на мигранти во Република Македонија, со која што владата предвидува и делење на државјанства, и вработување, и социјални пакети, и изградба на мигрантски кампови; и третата е штетниот договор кој што владата го склучи со Република Бугарија и се откажа од македонското малцинство во Бугарија, се откажа од многу позиции кои што значат зачувување на државниот и национален интерес. Од тука, оваа нервоза која што се наметнува во собрание, ние апелираме да заврши ден поскоро. Доколку некој нема капацитет да се носи со својата одговорност, треба да биде свесен за тоа. Доколку некој нема капацитет да се носи со својот карактер, со својот избувлив дух или нервозна динамика на функционирање, треба да се носи со тоа, посебно во еден парламент како овој, во кој што практично во овие 60 дена од кога господинот Џафери свикува седници на собранието, има повикано повеќе пати обезбедување да влезе внатре во сала, отколку сите председатели на парламентот на Република Македонија во последните 25-6 години. Од времето на господинот Старова, Минчев, Андов и така натаму до последниот председател Трајко Велјановски. Цениме и апелираме до господинот Џафери својата одговорност во динамиката на седниците на собрание да не ја префрлува ниту на пратениците од Коалицијата за подобра Македонија и ВМРО-ДПМН, но исто така да не ја префрлува нити на пратениците од ДУИ, нити на пратениците од СДСМ, нити на пратениците од БЕС или од било кое движење, туку да ја прифати таа одговорност и да се однесува одговорно спрема собранието. Тој е само еднаков на сите други 119, заради тоа што зад секој од 120 пратеници во ова собрание стои еднаков број на граѓани со целосен легитимитет и легалитет во постапувањето. Господинот Џафери, узурпирајќи го местото на кое што седи, има обврска само да го почитува деловникот. Тој не може да бира кој кога ќе зборува, тој има правило за спроведување во таа смисла. Затоа, тој најмногу од сите има обврска да се грижи за ред поредок во собранието, но и за мир и соработка помеѓу пратеничките групи, и тој најмногу од било кој досега има обврска да се грижи за легалитетот и легитимитетот на постапките. Заради тоа што и позицијата која што ја узурпира ја доби во немирна постапка, која што предизвика многу штетни последици за Република Македонија, и во незаконска постапка, која што ќе се влече како опашка зад неговиот така наречен избор. Затоа апелираме да се однесува според деловникот, според законот, и да не помислува дека може да си подигрува со волјата на 450.000 граѓани кои што стојат за оваа пратеничка група од 51 човек. Дали има прашања, повелете. Секогаш и подкоп
Да. Значи, вака. Вака, значи, веројатно стравот од Зврлевски е на друга страна, заради тоа што тој обвинител поведе постапки кои што значи утврдување на одговорност за реален, видлив подкуп кој што го видовме сите граѓани на Република Македонија. Јас и во мојата пресконференција ви кажав, на крај на криштата денеска постапката за разрешување на Зврлевски е помалку и релевантна од нервозата која што ја наметнува господинот Талат Џафери. Ние не сме криви за тоа што господинот Талат Џафери не го видел навреме членот 8А од деловникот за работа на собранието. И сега покривајќи ја својата одговорност да наметнува нервозна атмосфера во собранието. Членот 8А од изборниот законник е јасен, се однесува за сите институции, поради тоа што законите се однесуваат за сите граѓани и затоа треба да се почитува тој член 8А. Впрочем, ние и пред повеќе од месец дена понудивме закон со кој што досега 5 пати ќе беше завршена постапката за разрешување на Зврлевски, доколку се покажеше таква намера и таква желба од владеачкото мнозинство. Доколку тој закон беше донесен, досега 5 пати ќе беше разрешен господинот Зврлевски. А тој закон е базиран на изборни ветувања на партиите кои што го составуваат мнозинството во собрание. Затоа вашето прашање јас го разбирам како тенденциозно, но се надевам дека го задоволи мојот одговор и вашиот интерес. Повелете. Само момент поред. Да. Повелете. Да. Од било кој председател од времето на Старова досега. Од било кој председател досега. Господинот Џафери веќе... Да. Така. Така. Видете. Добро, јас кажав дека ова е негов трети или четврти пат да го прави истото. Се надевам дека нема да дојдеме до ситуација во која што вие алармирате и подсетувате. И затоа на ваков начин реагираме на време. Повелете, Сонја. Ние нити посакуваме инцидент, нити ни одговара било каков инцидент во собранието. Единствен на кој што му одговара инцидент во овој момент е господинот Талат Џафери, заради тоа што тој го заборавил членот 8А од изборниот законник. И сега се обидува на нас да ја префрли својата лична одговорност. Значи, лична одговорност на господинот Талат Џафери е тоа што Зврлевски не може да биде разрешен во овој момент. Заради тоа што разрешувањето на Зврлевски во овој момент ќе е спротивно на изборниот законник. Значи, желбата негова да ја префрли одговорноста на некој друг предизвикува инциденти. Ние нема да дозволиме инциденти и ќе се однесуваме апсолутно, нема да дозволиме инциденти, ќе се однесуваме достоинствено, но немаме намера нити да толерираме подигрување и кршење на деловници и закон. Повторно ќе речем. Господинот Џафери сака да си ја покрие својата одговорност заради тоа што не го видел членот 8А од изборниот закон. Еден по еден. Да, веруваме заради тоа што пред самата седница, пред 2 дена, ние му го кажавме тој член во директна комуникација. Христијан, па... вака сега, за тоа прашање, да, за тоа прашање. Видете, Собранието на Република Македонија преку носење на различни закони, ова е многу битно прашање, Сонја, благодарам, преку многу закони, материјални закони, делегира надлежности на други органи. Например, ние делегираме надлежност на народниот првобранител да се грижи за заштита на интересите на граѓаните. Тоа што ние сме го делегирале тоа право, значи дека сме удале него овластување да се грижи за тоа. И не можеме ние, Илија Димовски, Антонио Милошовски, Владко Ѓорчев, Талат Џафери, Томислав Тунтев, да одиме по улица и ние да го спроведуваме законот заради тоа што ние сме пратеници. Тоа би било безвластие. Ние сме дале овластување кој е надлежен за тоа. Сме формирале регулаторна комисија за енергетика. Така, таа регулаторна комисија за енергетика утврдува цени на нафтени деривати и на електрична енергија во Република Македонија. Не значи дека јас, Антонио, Владко, Талат
и Тунтев, имаме право ние да седнеме тука заради тоа што сме собрание, ние да ги утврдуваме цените на енергенсите во Република Македонија. Сме го дале тоа овластување, сме го делегирале за друг да го спроведува, кој што веруваме дека е стручен, надлежен, има капацитет, компаративни искуства и така натаму. Така и во случајот со Државната комисија за спречување на корупцијата. Во изборниот период надлежен да дава препораки и мислења за оваа тематика е исклучиво Државната комисија за спречување на корупцијата. Претходната влада, техничката влада, во која што беше составена од ВМРО ДПМН и својата коалиција, СДСМ и незината коалиција и ДУИ, упати преку 100 прашања до Државната комисија за спречување на корупцијата, кои што се однесуваат токму на оваа проблематика. И во тоа мислење кое што беше дадено за минатите избори, Државната комисија вели дека секоја постапка за разрешување или назначување на функционер не се спроведува во периодот кога се распишани изборите. Впрочем, Сонја, зошто владата брзаше во саботата да ги разреши и да ги назначи сите возможни функции во оваа држава кои што зависат од влада? Заради тоа што владата била свесна за законското ограничување и го испочитувала тоа. Но важи и за собрание. Никаде, за сите, не може, ве молам, сега, ако сте како адвокат на господина Талат Џафери, во ред, но да се докаже. Но, со законот, членот 8а, кој што е донесен во тој дел 2015 година, како консензуално решение, не прави и не дели ниту влада, ниту собрание, ниту локална самоуправа, ниту агенции, ниту регулаторни тела, ништо се однесува за сите апсолутно. Впрочем, ако има дилема, се обраќам на 20 новинари кои што го имаат чувството дека има дилема. Ние во текот на вчерашниот ден доставивме писмо до Државната комисија за спречување на корупцијата, која што е единствено надлежна за оваа постапка. Тоа писмо се погриживме да го добиете како медиуми и ако има проблем ќе ви го доставиме и денеска. И чекаме Државната комисија за спречување на корупцијата да се произнесе по тоа барање. Ние уште во текот на понеделникот дадовме коректен предлог до господинот Џафери. Коректниот предлог беше додека стигне мислењето од антикорупцијска комисија, нема потреба собранието да оди на одмор, тука сме, ќе работиме, но има други теми кои што треба да се зафатат. Побаравме итна седница за пожарите, нема. Побаравме итна седница за депонијата во Струга, нема. Побаравме итна седница за договорот со Бугарија, нема. Поднесовме закон за продолжување на породилно отсуство, нема. Поднесовме закон за зголемување 5% на плата на војска, на полиција, на здравство, на образование, нема. Поднесе господинот Панчо Минов и група на колеги закон за извршување со кој што требаше ги ослободиме од огромните давачки граѓаните кон извршителите. Нема, ништо тоа не е дојдено на дневен ред. Ниту една наша точка не е дојдена на дневен ред. Велиме, дајте во тие 2, 3, 5 дена додека даде Државната комисија за спречување на корупцијата, да работиме на сите отворени седници, сите отворени прашања во ова собрание, штом дојде мислењето од Државната комисија за спречување на корупцијата, веднаш да постапиме согласно тоа мислење. А ако Државната комисија каже дека собранието може да постапува, веднаш ќе продолжиме без никаков проблем. А ако Државната комисија каже не може да постапувате во ваков период, тогаш собранието оваа седница треба да продолжи на 16 октомври без никаква дилема. Сонја, поради тоа што влеговме во диалог, Сонја нека каже, па Христијан и потоа ќе продолжиме. Да, благодарам. Повели Сонја. Ке ви одговор. Јас прво сакам пред сите да ви се заблагодарам на прашањето заради тоа што ми давате можност да одговорам на сомнежите кои што ги имате вие или дел од јавност. Сакам да ја потсетам дека господинот Џафери од мене во неколку наврати побара собранието да работи и за викенди. Јас во име на сите овие пратеници што стојат зад мене, прв пат после не знам колку години се согласив не само во сабота, и во недела да работи собранието. И во месец јули собранието работеше и во сабота и во недели. Председателот на Комисијата за финансирање и буџет господјата Кузмановска закажуваше седници на комисијата во саботи. Зошто? За да искористиме ден повеќе и побрзо да ја завршиме процедурата за буџетот. Меѓу другото нешто што не знаете, уште кога почнавме да работиме, од наша страна, на клучните пратеници од СДСМ им беше укажано следното: луѓе, доколку имате намера
да носите ребаланс, пренесете порака во владата, дека за да заврши ребалансот на буџетот до крајот на јули месец како секоја година, тој ребаланс треба да стигне во собранието најдоцна до 1 јули.